Почитувана македонска јавност, вчера на површина излегоа сите лаги на СДС и на Бугарија. Сите тези дека само да влезат бугари во Устав и влегуваме во Европската Унија се покажаа како целосна невистина. Гласањето во Европскиот парламент за бришање на термините македонски јазик и идентитет од извештајот за напредокот на Македонија покажа дека Бугарија нема намера да застане кај внесувањето на бугарите во Уставот. Всушност, тоа е само изговор за се друго. Целта не била бугари во Устав, туку бришање на јазикот и удирање по идентитетот. Бугарија е разоткриена. Вчера пропаднаа и сите лаги на СДС, чии политики не донесоа до ова дереч, и кои кога подававме рака за соработка и заедничка национална стратегија, не прифатија, туку тераа по свое, продавајки се што може. И сега кога го избришаа македонскиот јазик и идентитет од извештајот на Европскиот парламент, СДС не чекаа ниту минута и тргнаа да се ситат. Се е на виделина. Веќе нема ништо сокриено. Политиките на Заев и Филипче на еден народ, две држави и Делчев е бугарин, сега го земаа својот данок. Жално е што тоа што ние го говоревме, а за жал се случи вчера, го знаеа и во СДС и свесно првим подпишаа штетен договор, а потоа и со сите сили сакаа да ја обезличат нацијата, ставајќи ја во процес кој требаше да заврши со целосна негација на македонскиот јазик и идентитет. ВМРО ДПМН во таа игра не влезе и нема да влезе. Само противењето на ВМРО ДПМН од сам почеток, уште кога СДС го подпишуваше договорот, ја спаси државата од целосен срам и бришење на идентитетот. Воедно ќе остане запишано и за векови запаметено дека европскиот извештај со македонски идентитет и македонски јазик помина на АФЕТ, на Комитетот за надворешна политика при Европскиот парламент и пред да се донесе срамниот амандман, се најде на масата на сите европратеници кои што гласаа во рамките на Европскиот парламент. Почитувана македонска јавност, вистинските цели на Бугарија од вчера се на чисто. Тие сакаат бришење на македонскиот јазик и идентитет, бришење на историјата и бришење на вистината. Трагично е што за своите шовинистички политики се обидуваат да ја користат Европската Унија. Пораката од ВМРО ДПМН е јасна. Ние нема да дозволиме ново предавство и нема да отстапиме од заветот на ВМРО.